следите емисијава на македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, наредниве минути ќе ги посветиме на разговор со нашиот драг гостин на македонски корени, покойниот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Веќе поврзувањето е реализирано, верувам и убаво се слушаме, господине Никовски. Ако е така, добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Добро утро, кај вас добра вечер и задоволство ми е да бидам повторно со нашите од Австралија и низ целиот свет. Добро утро и од мене, господине Никовски, и благодариме што сте повторно со нас. Навистина е задоволство да се разговара со вас. Благодарам. Господине Никовски, почетокот на неделава, поточно во понеделникот, дебатата или, ако сакате, дуелот помеѓу лидерите на двете поголеми политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, господинот Зоран Заев и господинот Христијан Мицковски, беше главен настан и затоа денешниот разговор го започнуваме со оваа тема. Ќе започнеме со оној дел од кој граѓаните немаат никаква корист, а сепак предизвика реакција на социјалните мрежи. Како ќе го оцените начинот на комуникација во текот на целата дебата, под А помеѓу двајцата лидери и под Б начинот на кој домакинот, поточно водителот ја водеше дебатата? Моја перцепција е дека изостана културата на диалогот во текот на целата дебата, пред се од страна на господинот Заев. Дали тоа намерно беше испланирано со цел да се скрене вниманието кон несуштинските работи во отсуство на суштинските? Видите, прво е добро што се одржа таков дуел. Меѓутоа, вкупниот впечаток не е многу позитивен, бидејќи, знаете, кога заврши дуелот, ќе ви го кажа моето лично чувство беше и што сега. Значи, кога човек ги слушне двата главни водечки политичари во земјата, на крајот од разговорот треба да биде, да кажеме, нешто и малку попаметен од колку што беше. Таков впечаток немаше. Во секој случај, кај нас нема традиција на такви дуели, во кои ќе се расправа за идеите, ќе се расправа за плановите, за перспективите, за можностите, иако самата дебата, ако не се лажам, беше наречена дебата за иднината. Такво нешто во неа немаше и другиот генерален и општ заклучок е дека беше премногу долга. Знаете, 2 сати е премногу за било каква дебата, за да може нешто суштинско да се извлече. Дали Заев се обидуваше да го сврти вниманието или Мицковски се обидуваше да ја поентира, ми се чини дека не е клучното прашање. Клучното прашање е што многу беше посветено на минатото, на одредени детали, се влегуваше во одредени конфронтации, по мене непотребни, во кои се обидуваше да добијат поени, а остана она главното. Во тоа сепак своја улога имаше секако и водителот, бидејќи, знаете, клучниот, основниот, главниот проблем на ова наше македонско општество, велам, од страна на македонскиот народ пред се, е нашата македонска длабока поделеност. Кога ги имате двата лидери на маса, кога разговарате со нив, ако не го поставите тоа прашање, дека до кога македонец на македонец ќе му биде волк, до кога меѓу себе ќе се јадеме и уништуваме, ми се чини дека се друго помалку важно и да не речам безпредметно. Значи, добро е што имаше дебата, ги чувме двата главни политички лидери во земјата, задоволството не е големо, меѓутоа се виде дека во целина Македонија нема своји јасно нацртани и, да речам, прифатени стратегии што понатака, бидејќи сите овие години, последни 3, 4, 5, ни се случуваат страшни работи, се разнапитуваме и македонизмот на еден бескрупулозен, безпризорен начин, разбирате, а ние ништо не превзеаме.
Ако тие теми не се на маса, ако тие не се главни, велам, клучно е, важно е што изгореа луѓе во Тетово, тоа е стварно неката катастрофа, невидена трагедија. Пописот е свој друг проблем за кој ќе разговараме и на двете теми подоцна. Меѓутоа, суштината е што понатака Македонија и македонците како народ се доведени на работена длабока бездна. Ние одиме во еден неповрат како народ, разбирате. И ако тие прашаја не се главни на таква дебата, се друго е по целина помалку важно. Господин Никовски, покрај тоа што вие рековте дека и што после поставеното прашање, сепак јас сакам да поставам едно прашање, бидејќи јас го гледав заедно со двете интервјуто, сепак ние не сме аналитичари и ќе ве запрашам. Анализирајќи ја целата дебата во сите сегменти од поставените теми кои што беа на таа дебата, на кого ќе му дадете позитивната оценка? На кои теми поентираше господинот Заев, а на кои господинот Мицковски? Видите, во целина, многу е полесно да браните отколку да напаѓате. Значи, премиерот беше во одбрамбена позиција, бидејќи проблемите кои се креирани, глупостите, ако сакате, ќе бидам така помалку и вулгарен, ако сакате, кои се прават, разбирате, се страшни. Разбирате. И затоа улогата на опозицијата е полесна во целина. Мислам дека се заедно вкупниот печаток е дека Мицковски има одредена предност после таа дебата. Поентите кои ги изнесуваше, мислам, сепак се сведуваа на детали, на ситници, на работи кои се веќе во процес од кои веројатно кои во целина не се иреверзибилни, неповратни по многу што, а велам премиерот се обидуваше да брани работи кои се неодбранливи. Се заедно, велам, почетокот е негативен, затоа што немаше содржина која ќе не плени, која ќе не поведе, која ќе ни даде некој позитивен импулс. А после на таква дебата, вие мора сепак да согледате нешто што ќе следи, што може да се очекува, што ќе даде некој оптимизам. Зашто во држава моментално оптимизам нема. Ова ако вака продолжи, велам, алот ни е во калот, што велат во Ресен. Во целина, добро беше што имаше дебата, али се заедно, мислам дека целта не беше постигната. Кај кого од двајцата лидери ја гледате реториката на напад кон противникот, наместо кон промоција на сопствените политики? Тоа е седа и за двајцата, мислам. И двајцата се обидуваат да поорентираат на работи кои не се суштински, кои се важни за државата, за секојдневното наше живење и со кои сме оптоварени веќе подолго време. Велам, али основата е што не сме свртени кон иднината. Во држава се уште нема една политичка сила или е можда некоја од помалите партии се обидува тако нешто да презентира, кој ќе не поведе напред, кој ќе ни даде импулс, кој ќе покаже дека сепак имаме шанси. Велам, моментално негативната енергија во државата е максимална и сите овие теми кои подоцна ќе ги разговараме, кои ги најавивте, го потврдуваат тоа. Значи, се заедно нема светло на крајот на тунелот. И затоа мислам дека одговорноста на политичките лидери, на главните политички лидери е најголема и во оваа дебата не покажа лидерство, не покажа државништво. Ниедниот од нив, мораме да бидеме, мислам, до крај коректни. Државништво значи имање однос кон она што е суштинско, она што е главно, што е фундаментално. А велам, се што се случува во држава во последно време, барем оние најважните работи е негативно, не води никаде. Значи, ние сме доведени во еден тежок ќорсокак, од кој излез не се согледува, да бидеме јасни, во тоа голема улога игра странскиот и меѓународниот фактор и
пред малку вие прикажавте американската амбасадорка, која вели Македонија е наш стратешки партнер. Тоа е точно, ние сме нивни стратешки партнер за реализација на американските катастрофални регионални интереси, кои се апсолутно и целосно спротивни на она што се аспирации на македонците, односно на македонските интереси. Така да, тука мора да се отворат очите целосно, да се соочиме со она што е реалност во државата и да се обидеме со тоа да се справиме, да ги надминеме тие негативни тенденции и да тргнеме макар постепено во некоја позитивна насока. Тоа не го најавија двајцата главни лидери во државата и тоа е она што мора да го преокупира и да го загрижува секој одговорен граѓанин, ако сакате, на ова наша држава. Господине Никовски, деновиве владата на Заев потпиша неколку договори со Косово, меѓу кои договорот СОФА. За потпишувањето на овој договор своја загриженост пред неколку дена изразија генерал Митро Арсовски и генералот Благоа Марковски. Дали овој договор со Косово смееше се потпише? Дали туѓа војска на македонска територија отвара правни дилеми од уставен карактер? Каков импакт ќе има на актуелната фактичка ситуација и дали договорот СОФА е поврзан со планот за конечна поделба на Македонија помеѓу Албанија и Бугарија? Опростете, неколку прашања, меѓутоа темата е тоа го налага. Видите, тој договор е тачно дел од сценариото, од мозаикот за кој пред малку зборувавме. Тој договор е апсолутно неприфатлив, апсолутно спротивен на нашите македонски интереси и знаете, иако тој, бар јас не сум го добил тој текст, сметам дека не е објавен, не е јасно дали и македонската војска има право да оди така на Косово. Значи, од секој аспект, тој договор е на штета на македонските интереси и онај прв печаток кој човек кој ги следи тие работи го добива е дека, еве, косовската војска добива право да се грижи за албанците во Македонија. Мислам, друго објаснување по-нормално, по-логично нема. А ова што велите вие, дали е тоа дел од поделбите, секако. Тоа се американските интереси кои ги поддржуваат албанските аспирации во регионот. Голема Албанија, веќе сме го рекле, тука да го повториме, со независноста на Косово е веќе реален проект кој се реализира. И сега се прават чекори како да се постигне и македонците од Албанија, и македонци и албанците од Македонија да се вклучат во тој неприфатлив проект. Јас сум рекол, тука кај вас и ќе повторам, војна на Балканот повеќе нема да има. Тоа е најубавата вест, ако сакате, меѓутоа, зашто е така? Затоа што имали војна, еве Русија на Балканот повторно, а тоа е нешто што најмалку го сакат американците, кои целосно доминираат тука. Значи, се прават тие напори со сите овие односи со Бугарија, разбирате, кои де факто сакат да не разобличат преку ноќ. Се дел од тоа меѓународно светско сценарио, во Македонија да живеат некои зомби, без национален идентитет луѓе, и да македонците, кои полека не така се бришат, станат поврзани под влијание тотално во прегратките на Бугарија, а од друга страна албанците да го имаат, да немаат граници со Косово и со Албанија, да живеат де факто во една голема Албанија. На еден начин, разбирате, премолчено решавање на така нареченото македонско прашање со бришање на македонците. Така да, сите тие елементи кои се случуваат и во кои секој спаѓа и овој СОФА договор, водат во таа насока да се македонското прашање затвори на еден безболен начин и македонците да се избришат, да нестанат од меѓународната сцена. Дали договорот СОФА има некаква поврзаност со изборот на Заев за премиер, но и со Тиранската платформа и дали овој воено-технички договор СОФА всушност води кон конечното остварување на проектот Голема Албанија, што спомнавте претходно?
Апсолутно. Нема никакви дилеми дека сето тоа е дел од едно пошироко сценарио, дека македонците, нашите лидери кои пред малку ги дискутиравме околу нивната дебата, немаат државнички капацитети да се соочат и да ги спречат сите овие движења кои се погубни за македонскиот народ. И знаете, кога вие покажувате неспремност и неподготвеност да се спротивставите на негативни тенденции, кои се диктирани, пак ќе повториме, од странство, бидејќи така секоја држава и сите политички ги бранат собствените интереси, освен македонските, тие ќе продолжат со таквите политики. И ние сме сведоци дека сите овие последни 3-4 години, кога дојде ова гарнитура на власт, ни се случуваат страшни работи, во кои така беше тиранската платформа која се реализира на голема врата, беа договорите со Бугарија и со Грција, кои го раздебитија македонскиот народ и кои одат во насока на дефинитивно уништување на македонизмот како нешто суштинско за нас македонците. И велам, додека вие тоа го толерирате, додека вие на тоа не тропнете на маса и не кажете доста беше, тие ќе продолжат со своите политики. Така. Дали евентуалната разврска, односно процесот на предвидената сепарација, ќе оди по процесот на мирен пат или пак сепарацијата ќе се реализира со фингирана војска и каде стои Србија во овој план? Дали е засегната од ваквиот план, ако кон сето ова се додаде и сонот за голема Бугарија? Видите, Србија моментално е коректна, се држи на страна, меѓутоа и Србија го има така нареченото црковно прашање отворено и на маса, кое секогаш отвара можност за интервенција на во ситуација на не дај Боже. Значи, како што рековме, војна нема да има, меѓутоа нема да има ни мир, бидејќи тоа големо албанско прашање кое се решава на еден груп, на еден крајно неприфатлив начин, ќе ги удри по глава тие главни меѓународни фактори пред Соединетите американски држави, кои не разбираат дека голема Албанија нема да биде миролюбив фактор во регионот. Албанските аспирации се многу поголеми. Останува, кога Македонија веќе горе-долу следуваат, останува делот во Црна Гора, каде албанците се повеќе се обидуваат да направат нешто слично како и во Македонија. Имаме делот во Јужна Србија, тие 3-4 општини каде има доста големо албанско население, останува Чамирија во Црна Гора, во Грција, се извинувам. И затоа, кога албанците полека ќе се консолидираат, а тие веќе го постигнуваат тоа, тие ќе им го свртат грбот на Вашингтон и на Соединетите американски држави. Моментално албанците се на далечински управувач од Вашингтон. Меѓутоа, тие веќе почнуваат да покажуваат своји потесни интереси кои не се склучуваат со американските. Тоа е сега случајот со Курти, премиерот на Косово, моментално веќе не прифаќа све што ќе дојде од Вашингтон. А тоа е само почеток. Тоа ќе доаѓа се повеќе во иднината и тоа ќе биде еден нов фактор за нестабилност во регионот. Да подсетиме дека во текот на Втората светска војна и понеа главен пријател, така, и соработник, ако сакате, на албанците, беше Југославија. Со информираното тоа пријателство се растури, дојдоа како главни албански пријатели, дојде Советскиот сојуз. И со нив ја расипа калимерата, што велиме, и дојдоа кинезите. Сега се американците. До кога ќе трае тоа, ќе видиме. Меѓутоа, знаете, пракса беше после раскинувањето на сите тие пријателства и дружби на албанците, таа страна стануваше најголем непријател, сите беа шпиони и така натака и така натака. Јас сум уверен дека и тоа сценарио ќе се повтори, можда не во така сериозна форма како овие други претходни, меѓутоа тоа е факт на кој мора да се смета, бидејќи, велам,
обединувањето на албанците, како што се прави сега на еден груб начин, ќе ги удри по глава главните светски фактори, а ќе биде сериозен, ако сакате, не само фактор, него и начин на конфронтации, на проблеми во регионот, при што да нагласиме, најверојатно, главна жртва на тоа ќе биде Грција. Целокупната грчка политика во однос на Македонија по распадот на Југославија е погрешна, длабоко погрешна и таа ќе ги удри по глава најверојатно преку албанците. Да не забораваме дека преку веројатно 1,5 милион албанци веќе има во Грција. Тие контролираат мафијата и тогаш тие таму ќе се појават и како многу поголем политички фактор што ќе доведе до нови промени во регионот, на штета на мирот на сите нас и на штета и на главниот меѓународен фактор кој е доминантен на Балканот, од Соединените американски држави. Господин Николски, ќе мора да побрзаме, ние имаме уште доста прашања, најмалку 5-6. Само да се надоврзите на ова моје прашање, ако може сега. Порано, преминувањето на границата од Косово во акцијата Диво населје се третираше како терористичка инвазија. Дали сега договорот Софа и Чекор поблиску до кантонизација, федерализација на Македонија и конечен договор на Албанија со Бугарија за тоа кој дел македонска територија ќе земе Албанија, кој Бугарија? Видите, во тоа има некаква логика. Меѓутоа, знаете што, ние да се вратиме малце поназад од настаните во Куманово, ние имавме агресија од Косово во 2001 година, под директна контрола и под директна, да речем, под директен менеджмент на Соединените американски држави и НАТО. Сега, поготово како членка на НАТО, Македонија не е ништо посебно безбедна во таа смисла. Истото може да се повтори утре, ако сакате, не дај Боже, и тоа покажува дека сите овие чекори кои се прават, учувајќи го договорот од СЕФА, овозможуваат некои работи да се прават дури на званичен начин, што е за нас катастрофална опасност. Меѓутоа, нашите политички лидери очигледно тоа не го сваќаат, или тоа им е наметнато, нема никаква дилема, тоа не е, ова договорот Софа не го измислија ни Македонија, ни Косово, тоа е американски интерес повторно. Така да, сето тоа оди во една негативна насока и отвара можности за нелогични, неприродни и, ако сакате, директни загрозувања на нашата безбедност. Господине Николски, пописот кој во моментов се одвива во Македонија покрај главната цел како статистичка операција, ми се чини дека е еден вид на пробен балон за да се процени дали процентот на албанците може да се набилда на 30%. Што очекувате? Ќе го завршат ли до крај или и овој попис пред време ќе го доживее крајот? Од друга страна, ако сепак до крајот го завршат, колкава е можноста да биде неприфатен, односно поништен од страна на надлежните институции кои се бават со оспорување поради нерегуларности, ако предходно резултатите од пописот биле признати од меѓународната заедница? Поништување на пописот, ако се источи господин Николски. Момент. Ке го почекаме да се врати, не знаеме што се случи. Да, јас ве слушам. Да. Го слушнате прашањето? Да, и може да продолжуваме вашето прашање. Повелете. Да. Пописот не може да се поништи, според моите сознанија, ако заврши, а привршува, како што гледаме, и не гледаме некоја обструкција поголема и поширока која може да го доведе во прашање. Значи, резултатите најверојатно ќе бидат прифатени, такви какви што се. Она што до сега го знаеме е во голема мерка негативно, бидејќи според моите сознанија нема во светот друга земја која ја попишува диаспората. Во пописите се попишува само резидентното население на соодветната држава. Лично сум живеел во две држави, меѓу кои
и Велика Британија, кога имало попис и било јасно, само резидентно население се попишува. Штета што Симовски не се појави во вашата емисија да го прашате и тоа. И сега има информации кои не се потврдени дека во диаспората се подпишани 190 и нешто илјади лица. Некои тврдат дека 180.000 од нив биле од албанско национално потекло. Тоа е и целта, ми се чини, самиот попис. Сите знаеме дека во 2011 година пописот не успеа, само затоа што беше очигледно и беше многу веројатно, ако сакате, дека бројот на албанците во земјата ќе биде под 20% и тоа доведе да албанските политички лидери го спречат неговото завршување. И знаете, во таква ситуација беше најдено едно решение политичко да се прекине пописот. Колку беше тоа оправдано, сега не е тема на овој разговор, меѓутоа многу е веројатно дека целта, пак диктирана од надвор, е да албанскиот фактор во државата, бројот на албанците во земјата биде повисок отколку што е реално. Како тоа ќе се фингира, не ми е јасно, со мешање тие што се во странство, разбирате, а се знае кој е преку година во странство, тој не може да биде попишен во оваа земја. Такви случаи многу веројатно ќе има. Начинот на кој се водеше пописот ми се чини дека остава простор за манипулации, така да, велам, очигледна политичка директива во склопот на се ова што ни се случува и што на еден или друг начин ќе го спомнавме, се вклопува и пописот кој треба да покаже дека албанците во Македонија се бројни и дека се што се прави во насока на нивно акомодирање, ако сакате, и преку албанскиот јазик и слично, е нешто неизбежно. Тоа е една погрешна политика, мислам дека навлегнавме во води кои нема да нанесат добро, али тоа е одлука на политичарите, која очигледно и опозицијата, која на почетокот малце брануваше, на крај пристапи и мислам дека отвори простор да се дојде до резултати кои нема да бидат реални на ситуациите кои се во земјата. Господине Николски, кога сме кај пописов, ќе се задржиме уште малку на истава тема, само да се надоврзам на она за диаспората. Нашите сваќања од она што го знаеме е дека диаспората, како што вие рековте, никаде не се попишува во светот. Меѓутоа, идејата со методологијата е за се евидентира и да не влезе во целокупната бројка на резидентното население. Тоа го ветија и од властите, меѓутоа и од опозицијата, дека нема да дозволат нерезидентното население, тоа сме ние, кои што сме повеќе од 12 месеци, да влезе во целокупната бројка на пописот во резидентното население. Меѓутоа, прашањето моје не е во таа насока, прашањето моје ќе оди во друга насока. Јас ќе ве навратам во 2018 година. Вие имавте напишано една маестрална колумна со наслов "Избришаните македонци не смеат да воскреснат". Самиот наслов кажува се. Се разбира за оние кои го разбрале тоа, но на голема жалост и на голема штета на Македонија и македонскиот народ, после изгледа дека многумина не ја разбрале содржината од оваа колумна. Вие токму овде на Македонски корени, господине Никовски, имате говорено, и тоа доста говорено за сценариото за бришање на Македонија и македонскиот народ. Ке сакате да ја објасните целта што сте сакале да ја постигнете со оваа колумна, а истовремено сакам да го слушнеме и вашиот одговор на прашањето дали сите оние кои ја туркаат тезата дека ние македонците од диаспората не треба да се евидентираме, односно само запишеме во нерезидентното население, всушност се фатени на орото кој е во режија на оние кои го испланирале гениалниот потек за дефинитивна елиминација на Македонија? Ќе почнем од крајот. Апсолутно сте во право. Сите тие што работеа на бойкотирање на пописот, де факто паѓаат, се легуваат во сценарието на тие што имаат непријателски намери према Македонија и македонскиот народ. Знаете, ние често пати во тие меѓусебни омрази, меѓусебни препукувања и меѓусебни ривалства
забораваме на главното, разбирате, и од шумата и од дрвата не гледаме шумата, така да и тоа спаѓа во тој контекст. Оваа колумна која спомнувате и други ми ја спомнаа во последно време, мислам дека таа беше логичен израз на она што се случува, не е тоа ништо многу паметно ни многу голема инвенција, разбирате, затоа што се тоа што ни се случува со бришење на македонците, кога гледате тој пат на уништување на македонизмот, јасно станува дека ако направија договори со Бугарија и со Грција со кои треба да ги избришат македонците, како може да дозволат сега да дојде попис, па тие да не така да се реинкарнираат и да се вратат во реалноста. Према тоа, за разлика од нас кои работиме на дневна основа, разбирате, кои немаме институти кои ќе се грижат за проблемите, за тенденциите, политиките кои се водат и во светот и према Македонија и во регионот се заедно, сме на крај оставени на самите себе да сватиме дека другите водат долгорочни политики, дека има долгорочни планови кои не се во соглас со нашите интереси. Така да, велам, кој ќе гледате сето тоа заедно, логично се наметнува заклучокот, кој ќе гледате тој мозаик кој е неспорен и каде сите тие главни камчиња се веќе поставени, све е јасно дека целта на меѓународниот фактор е македонците да се избришат. Иако е така, како може да дозволат во овој попис да македонците бидат така да се вратат во реалноста како некој голем фактор. Така во целина, значи, пописот кој беше очигледно испланиран и концепцијата разработена во странство, само ги потврдува тие политики и се вклопува на еден голем, на еден директен начин во реализацијата на странските интереси. Мислам дека тоа ќе потврдат и резултатите, да ги почекаме. Веќе сме при крајот на пописот, уште колку 5-6 дена останаа со денеска, и да видиме што ќе добиеме. Меѓутоа, надежите и изгледите, индикаторите се апсолутно негативни. Господине Никовски, каква ќе беше сликата ако ние македонците сме поорганизирани и посложни и наместо како што велиме да играме шота, да го играме тешкото, наместо бојкот и препукување кој е за, а кој против, да работевме на слога и единство и да покажевме реални бројки колку сме и каде сме, со што точниот процент на албанците би паднал испод 20%. Тоа така го почнавме муабетот на средбата на дебатата, на диалогот меѓу двата главни политички лидери. Клучно прашање требаше да биде единството на македонците. Знаете, најстара политичка логика, стратегија, доктрина е подели па владеј. Македонците се поделени, значи се спремни да ги владе било кој. И меѓународните фактори, и соседните земји, разбирате, и разноразни, да речем, полупротекторати кои се под директна контрола на главните меѓународни фактори. Значи, со недостатокот на единство, вие отварате простор да прават со вас што сакаат. Тоа е точно она што не се случува. И затоа мислам дека и во тоа има некаква своја улога и диаспората. Видите, јас знам дека луѓето во странство се поголеми патриоти од нас во земјата, бидејќи ние го живееме така секојдневниот живот на еден поинаков начин. Вашата грижа, вашата љубов према тетковината, таа носталгија која нормално се чувствува, нели така, е нагласена. Меѓутоа, секогаш треба нашите луѓе во странство да водат сметка дека работите треба да се решаваат во земјата, дека од странство треба, луѓето од странство треба да видат која е главната сила, главната можност, главната надеж да нешто се промени и да играат на тие карти. Знаете, не на ситни мали политички партии кои само го разбиваат македонското единство. Треба да се заземе страв. Ако имаме, знаете, некојаш за жал, али тоа е мудро и паметно,
да се избере помалото зло од двете. Ако некој веќе покажува директни тенденции на уништување на све што е наше и македонско, да се избере оној другиот кој барем се обидува да покаже спремност, да има намера, има, ако сакате, и прикриени некогаш планови, бидејќи и тој под силен притисок на странците, да се доведе до некој излезен пат, до некое светло на крајот од тунелот и да се отвори некоја перспектива за македонскиот народ. Господин Никовски, немаме време и тоа сакам уште 3 прашања да ви поставиме. Ако може малку и побрзо да се одговара на прашањава, суштинско, ако може, ако не па ние можеме и да продолжиме. Следново прашање нема да биде поврзано со пописот, туку со темата преземање на одговорност за трагедијата во Тетовската модуларна болница, во која животот го загубија 14 лица. Во последно време се забележува дека сега овие од власта почна институционално да се префрлаат вината за тоа кој е одговорен. Особено се разгорува меѓусебната вина помеѓу коалиционите партнери ДУИ и СДСМ, а причината за тоа е видеото на која се гледа точно каде започнал пожарот во кој живи изгоря 14 темнина. Влегуваме ли во процес на префалување на вината и со која цел се прави тоа? Дали ли веќе има точни индикации за причините на избивањето на пожарот? Се уште нема јасни показатели, докази, ако сакате, што се случило. Веројатно во наскоро време ќе има. Меѓутоа, во целиот случај клучно е едно прашање. Знаете, кога вие сте генерален директор на фабрика, ако таа фабрика работи добро, на крајот тоа е ваш успех. Ако на крајот таа фабрика работи лошо, тоа е ваш неуспех. Не значи дека вие сте одговорни што некој тамо така ги уништил производите, го уништил маркетингот и слично. Пред кусо време во Данска министерката за надворешни работи поднесе оставка. Знаете зашто? Затоа што била критикувана во собрание, во парламентот нивни, дека на време не предвидела што ќе се случи во Авганистан. Во Авганистан се случуваше се по директна палка на Соединените американски држави и никој, ни Франција, ни Британија, ни Германија нема поим што се случува. А овдека парламентарците сметаат дека таа е виновна и таа си поднесе оставка од морални причини. Знаете, кај нас од морални причини истата вечер министерот за здравство мораше да поднесе оставка. Да не одиме до премиерот, мора да биде не така секторски. Моралната оставка нема врска со некакви докази. Доказите за директна вина се кривична одговорност. Се што ќе доведе ова комисија, експерти што го истражуваат случајот, ќе покажат директна одговорност на директорот, можеби на болницата во Тетово, можеби на некои пониски функционери тамо или вработени и слично. Таа не може да дојде нема во никаква таква трагедија или случај или несреќа директна одговорност на министерот. Нема, разбирате. Тој не може да биде надлежен дали вратарот ќе пушта тамо непотребно гости или нема да пушта, разбирате. Тоа не е негова одговорност. Он има морална одговорност за секторот кој го води и тоа мора да води директно во оставка. Се друго е веќе забошотување на случајот и јас сум речиси уверен дека премиерот нема да го смени Заев, бидејќи истрагата нема да покаже дека Заев има директна вина. Тоа е невозможно, разбирате. Он тамо и да се мешал, да бил секој ден тамо, пак не може да му отврдат некаква вина, а не да зборуваме од Министерството во Скопје. Така да, тоа е се еден магепсан круг на водење погрешни политики, кои водат во еден неповрат на све она што е наше македонско. Го зачнавте и моето наредно прашање. Како ќе го прокоментирате одговорот на премиерот Заев на новинарско прашање околу оставката на министерот Филипче, на кое прашање Заев одговори дека барањето на оставка било банално, а каква одлука очекувате? Дали господинот Заев ќе продолжи да го брани Филипче и ќе ја одолговлекува неговата одлука или за многу скоро, поради огромниот притисок на јавноста, ќе мора да одлучи? Дали Заев треба да ги чека наодите од истрагата или не?
Како ќе се одрази овој чекор на Заев со чекањето на резултатите од истрагата на неговата политичка иднина? Па како што веќе реков, мислам дека шансите да биде сменет Филипче се многу мали, се тоа се прави со цел да се забашоти целиот случај, да се симне одговорност на некое најниско ниво, што апсолутно не одговара на реалностите наши и на реалната ситуација во овој конкретен случај. Да подсетиме само кога беа тие 214-215 пасоши издадени, македонски пасоши издадени на светски криминалци, одговорноста ја сносеа шалтерските службеници во МВР. Мислам, тоа се прикати за деца. Таков криминал не може да го направат шалтерски службеници. Тоа се вмешани врвни политички личности и велам, кај нас се забашотува, се врти во еден магиосен круг и затоа сменува дереđe и затоа ќе пробаѓаме и понатаку, бидејќи додеку на вистината не се погледне во очи, не се бараат решенија кои ќе се далекосежни и ќе водат во некои позитивни перспективи, ќе се вртиме во магиосен круг и се повеќе ќе пропаѓаме. Господин Никовски, пред да ви го поставам и последното прашање за денес, дозволете да пуштаме на изјава на господинот Зоран Заев, а прашањето ќе биде поврзано токму со тоа. Се зборува за термини каде што стои називот на пријателската нација, тоа Бугарија, поврзана со фашистички окупатор. Никаде во Европа не се спомнува името на нацијата, се спомнува фашистичкиот окупатор. И во тој дух, во духот на пријателство, соработка и добрососедство, нормално очекуваме тоа да се направи. Имаме препознаено одредени слабости во бугарските учебници, спремни се исто така и од таа страна тоа да го направи. Честно е да ги оквалификувате една цела етничка заедница, една цела нација како фашистичка. И јас тоа го кажав, така го размислувам или слично, затоа што непријатно е чувството да се ставите член на било која нација и да ве именуваат како нацијата името и фашистички окупатор. Ако видите дека и спомениците и учебниците зборуваат доминантно за фашистички окупатор. И во европските учебници, барем јас тоа што го имам сознание, од сите служби наши што работат на проблематиките, навистина во духот на европските манири, во духот на пријателство, во духот на доброчудност во поставувањето во односите, се избегнува етничката или националната обоеност на фашизм. Целта ми е да, градејќи ги сите тие пријателски односи, навистина треба да внимаваме на начинот на кој што ги општиме работите, на кој што разговараме, се со конечна цел да градиме едно пријателство. Господин Никовски, како ќе искоментирате одлуката на владата, но и изјавата на Заев за амнестирање на бугарските фашисти со бришењето на зборот бугарски од терминот фашистички окупатор од македонските учебници, споменици и книги? Па знаете, тоа е наша нова будалштина во целина, една глупост невидена. Ние не можеме да ги менуваме историските факти, разбирате. Познато е, докажано е, нека отвори било кој на интернет, нека чита во Википедија, нека чита во енциклопедија Британика и било каде, ќе види дека од 1. март 1941 година до 7. септември 1944 година, значи нешто преку 3,5 години, Бугарија бела дел од оската, значи од фашистичките земји, кои направија ршум низ целиот свет, и во тој период преку 7.000 евреи од Македонија депортира и ги однеса во Треблинка. Тоа се факти историски, разбирате. Тие биле фашисти и кога ќе кажете бугарскиот фашизам, мислите на Втората светска војна, не велите бугарскиот денешен фашизам, разбирате. Германија била фашистичка, се извини, се поклони, уште Шмидт, кој беше претходно Вили Бранд во Треблинка или каде во Аушвиц, разбирате, се извинија за злосторствата што ги направиле, а ние место да тоа го оставиме како дел од историјата, нормално е што бугарите сака да си го исперат образот, а не на наша сметка, разбирате. Така да се тоа апсолутно надвор од умот потези кои покажува дека оваа држава не знае што сака.
И ние, место да со Бугарија бараме решение, бидејќи Бугарија е сега повторно агресорна врз Македонија. Тие во 1941 година, кога ја окупираа Македонија, тие де факто го реализираа Сан-Стефанскиот големобугарски договор, разбирате. Тие ги освоија сите територии кои им беа доделени со Стефанскиот договор, кои никогаш не заживеа. Сега тие повторно вршат агресија на Македонија и ние повторно ја виткаме кичмата и вратата, разбирате. Зашто? Со Бугарија има моментално едно и единствено решение. Ако сакаме да излеземе од ќор сокакот на нивните блокади, уцени и цело време, разбирате, понижување на кое не изложуваат, Македонија треба веднаш да го откаже договорот за пријателство и соработа. Бугарија цело време го злоупотребува и врз тој договор врши таа агресија на Македонија, бидејќи тој договор е поразителен за Македонија, неприфатлив, разбирате. И ако ние не излеземе од тој договор, тоа веднаш ние уште 20 или можеби 30 години ќе чекаме на влез во Европската унија. Наш интерес е да влеземе во унијата, за разлика од НАТО. И Македонија треба да направи се тоа да се реализира. Меѓутоа, не по цена да изиграваме некои кловнови на меѓународната сцена, да изиграваме некои бугарски слуги и да не понижуваат и не плукаат секој ден, туку со достоинство да кажеме или ќе влеземе во Европската унија како македонци и како Македонија, или не сме заинтересирани такво нешто. Од друга страна, Европската унија нема се проширува сигурно следните 15-20 години, према тоа не е ништо хитно. И Македонија, ако сака да покаже образ, ако сака да покаже достоинство, треба уште утре да покрене постапка за прекинување на договорот. Тој договор, ако е за пријателство, не може да биде основа да не блокираат и да не плукаат и да не понижуваат секој ден. Значи, тој договор кој беше навистина за нас срамен и нели така предавнички, треба подхитно да се откаже и да почнеме нови преговори, да покажеме свое знаење и своји политички капацитети, дека сакаме со нив да соработуваме, али не на основа кога ќе тврда дека сме ние, нели така, некој страшен агресивен фактор во регионот и дека сите проблеми кои се случуваат се потекнати во Македонија. Напротив, Македонија е жртва на сите нивни историски синдроми и фантазмагории дека не сме македонци и слично. Мислам дека ако нашата држава и нашите политичари не тргнат во права насока и не се закана дека веднаш ќе го прекинат овој договор и ќе се откажат овој договор, доколку продолжи нивното блокирање на нашите евроинтеграции, мислам дека Македонија нема перспектива. Задоволство причини и ова ваше учество и сето ваше кажано и денес, господине Никовски. Ви благодариме за учеството во емисијава. Желба ни е да се чуеме и видиме повторно. Ви посакуваме секое добро. Чувајте се. Пријатно до слушање и до видување. До скоро. Ми беше задоволство. Поздрав на сите каде и да се. И не заборавајте дека од нас зависи дали ќе успееме и дали ќе обстанеме, а ако не се покажеме како достојни за тоа и не сме заслужили ништо повеќе. Токму така. Благодарност уште еднаш и остануваме во контакт. Пријатно, уживајте го остатокот од денот. Одморете се малку. Многу работите. Благодарам за вас.